Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Сум Аскефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва и во недела, во 22 часот, две политички анализи. Вечерашната политичка анализа со работа наслов Планот на Бихачка, во недела во 22 часот, Планот на Белата палата, всушност, сите пикантерии, сите анализи, сите работи кои ќе се случуваат или планираат да се случуваат во СДСМ во МРДПМН во представот на политичките разврски во Република Македонија. Во изминатите неколку недели имавме 3 или 4 одлични интервјуа, 2 интервјуа со Тома Аврамски или 2 продолженија на едно интервју со Тома Аврамски за време на великденските празници. Сите кои го немат погледнато интервјуто 2 продолжетоци со Тома Аврамски, јас ве поканувам да го погледнете. Имавме одлично интервју со Џевдет Харедини. Мене ми е многу жал што е толку малку гледано тој интервју со Џевдет Харедини, бидејќи одлично интервју. Имавме одлично интервју со Ерол Ризаов. Вечерва и во недела политички анализи, нема да бидат премногу долги тие политички анализи, меѓутоа сите пикантни работи кои ќе се случат на македонската политичка сцена ќе ви бидат сервирани на послужавник, а сите вие кои ги имате пропуштено претходните емисии или претходните интервјуи, јас топло ве поканувам и ви препорачувам дека нема да ви биде изгубено времето кое ќе го потрошите ако ги погледнете интервјуата со Тома Аврамски, со Џевдет Харедини и со Ерол Ризаов. Вчера имавме вонредна политичка анализа, обично или вообичаено политичките анализи, вонредните политички анализи кои се наменети за тие кои се мембари, мембарси или користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов, ги емитуваме во вторник некаде околу 22 часот, меѓутоа поради великденските празници се пролонгира наместо вторник, емитувавме вчера некаде околу 22 часот и 45 минути, одлична политичка анализа со работа наслов Битка за љубовта на калето. Ако не сте мембари, мембарси или не користат опцијата membership, јас ви препорачувам да станете мембари на каналот, YouTube каналот Васко Ефтов, бидејќи има одлична политичка анализа, веќе се собра некаде околу 15 на политички анализи, и има 2 продолжени викенди сега за Рамазан Бајрам и за 1 мај. Луѓето ќе бидат дома, ако не сте мембари, можете да станете мембари или да ја користите опцијата membership и да погледнете одлични политички анализи кои не сте можеле да ги погледнете ако не сте мембар на YouTube каналот Васко Ефтов. За тие кои се мембари, мембарси или користат опцијата membership, јас ви благодарам бидејќи во ова време, не време кога секој денар всушност е тежок да се одвои, ви одвојувате одредени средства и на тој начин ја помагате или го помагате работењето на YouTube каналот Васко Ефтов и на порталот во Центар. Што се случува во СДСМ? Кои се пикантерите во СДСМ, односно на Бихачка, или кои ќе бидат политичките разврски во Бихачка? Знаете, треба да се одговори на 2 политички прашања за да можеме да сватиме каде сега се наоѓа СДСМ, зошто се наоѓа во таква позиција, каде е излезот од целата оваа позиција и како СДСМ тамо некаде на хоризонтот може да се јави како победник во сите политички премрежја или да биде дел на некоја победничка структура, на некоја победничка коалиција, односно со најмала политичка штета да излезе од целиот овој процес кој почна 2017 година и можеби свој финале ќе има 2024 година. Двете клучни прашања на кои треба да се одговори како вовед, како увертира на тоа каде сега се наоѓа СДСМ и зошто сега се наоѓа на таква политичка состојба, од кога датира конфликтот на Зоран Заев и Али Ахмети и како Димитар Ковачевски, односно на кој начин Димитар Ковачевски доаѓа на чело на СДСМ и доаѓа на чело на македонската влада. Некаде околу 20 декември минатата година е оно првично објавување на информацијата. Тогаш спекулација, знаете, тогаш беше оно мноштво на спекулации. И кои имате мноштво на спекулации, кои ве штргнуваат од лево, од десно и подосна правите одредена пита од спекулации, тогаш не се знае што е главата, што е опашката на целата таа операција или на целиот тој систем на врзани садови на спекулации кои се пласираат во македонската јавност. Меѓутоа на крајот се свати дека делови на структури на СДСМ или луѓе блиски на Бихачка ги пласираат информација во јавноста и во тој временски период се сметаше дека е отпочнат или отворен конфликтот помеѓу раководството на СДСМ и Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев некаде околу 20 декември минатата година пред раководството на СДСМ презентира својата стратегија, својот концепт за правење на заедничка влада помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, во зависност од тоа кој ќе победи, ќе одобие премиерот или ќе добие функцијата премиер или председател на македонската влада, тој што ќе ги изгуби изборите, а ќе биде дел на таа коалиција, ќе добие функцијата председател на македонското собрание, дека таа владина коалиција ќе биде со мандат во траење од 8 години, што ќе рече дека ќе има обезбеди и на Христијан Мицковски и на Димитар Ковачевски одреден континуитет на чело на ВМРО-ДПМН и на чело на СДСМ, односно нема да се плаша дека после евентуален пораз на изборите би можеле да ги изгубат лидерските функции во двете најсилни македонски политички партии. И многумина тој предлог, таа стратегија
стратегија или таа презентација на Зоран Заев пред раководството на СДСМ кој се случува некаде на крајот на минатата година и веднаш за тоа беше информиран Али Ахмети и партијата ДУИ преку одредени канали, дали тоа структури на СДСМ, дали структури блиски на СДСМ, и тоа во македонската политичка кујна, во македонските политички кулуари, тоа се свати како почеток на крајот на таа комуникација или директно забивање нож во грб од страна на Зоран Заев до Али Ахмети. И тоа сите кои подолго време ги следат политичките процеси во Република Македонија, кои се информирани за политичките процеси во Република Македонија, тоа го сваќаат како едно финале, како едно хрещендо на тие лоши односи помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети. Тоа се двата концепти кои се реализираат на македонската политичка сцена. Концептот на Зоран Заев е едно општество за сите, кој беше поразен на изборите на 15 јули 2020 година, и концептот на Али Ахмети, Албанец за премиер, кој беше промовиран на изборите на 15 јули 2020 година. Всушност, главниот конфликт помеѓу Заев и Али Ахмети се случува на изборите на 15 јули 2020 година и сите кои го познаваат Зоран Заев знаат или ќе ви потврдат или ќе кажат во некои неофицијални разговори дека Зоран Заев многу тешко ги доживел резултатите на изборите на 15 јули 2020 година. Тогаш беше направена коалиција помеѓу СДСМ и партијата БЕСА и тоа беше коалиција која требаше во политичка пензија да го испрати Али Ахмети и партијата ДУИ. Зоран Заев ја водеше својата кампања со еден таков вокабулар дека дојдено време Али Ахмети да биде испратен во политичка пензија. Сличен вокабулар користеше Христијан Мицковски после објавата дека имало 3 или 4 тајни средби помеѓу него и Зоран Заев на кои се разговарало или на кои средби се разговарало и се договарале одредени финеси да биде направена заедничка владина коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. И на прашањето дали имало такви средби, Христијан Мицковски ја даде она реченица или она формулација дека дојдено време ДУИ и Али Ахмети да бидат испратени во политичка пензија, што рече слични формулации и слични објаснувања како што даваше Зоран Заев на изборите 2020 година. Всушност, ако загребите по површината на политичките разврски, тогаш ќе сватите дека политичкото пензионирање на Зоран Заев не е на локалните избори 2021 година и поразот на Петри Шилегов во градот Скопје, бидејќи тога Зоран Заев својата политички иднина е врза за победата или за поразот на Петри Шилегов, туку е дваен на есетина месеци или една година претходно на изборите на 15 јули 2020 година, бидејќи Зоран Заев и неговата стратегија едно општество за сите на тие избори беше поразена од Албанеца премиер на Али Ахмети. Всушност Зоран Заев не можеше да направи влада без ДУИ, без Али Ахмети, се влезе во еден мачен процес на преговарање. На крај беше договорено дека последните 6 месеци на таа влада и на мандатот од 4 години ќе има Албанец за премиер и Зоран Заев всушност уште таа 2020 година го трасираше својот пат за политичко пензионирање. Така што ова што сега се случува, овој конфликт помеѓу Заев и Али Ахмети, ова наводно забивање на нож во грб од страна на Заев на Али Ахмети, па подоцна една средба во хотелот Вила Парк во Струмица некаде на Бадник пред Божик, каде што раководството на ДУИ, Артан Груби Али Ахмети има средба со Зоран Заев и со Оливер Спасовски, всушност е само финален еден процес. Зоран Заев тешко го прифати резултатот на изборите на 15 јули 2020 година. Зоран Заев го немаше 10 дена или 2 недели после завршувањето на изборите. Неговите најблиски соработници не можеа да направат комуникација со него, дали беше на возење мотори по Европа, бидејќи тоа беше време на корона и не се знаеше каде е во наводници исчезнат лидерот на СДСМ или поранешниот македонски премиер. Меѓутоа сите кои го познаваат Зоран Заев велат дека резултатот на изборите на 15 јули 2020 година Зоран Заев многу трагично го свати, дека уште тогаш веќе се насетуваше крајот на неговата политичка кариера, но уште повеќе се насетуваше тоа големо нетрпеливост, таа голема нетрпеливост помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети. И таа избликна сега со предлогот на Зоран Заев, СДСМ и ВМРО да направат влада со рок на трајање од 8 години и всушност двете најсилни македонски политички партии да не бидат уценувани од албанците од Али Ахмети и бидејќи ако албанците се 24 или 25% на последниот попис тогаш е недозволиво, така смета Зоран Заев и така смета структурите блиски на Зоран Заев, албанците во владата се затапени со повеќе од 50%. И сега тука може да правите милион шпекулации. Да ставате шпекулација на спекулација, анализа на анализа, знаете, на крајот. Може би да помислите дека Зоран Заев стои зад огнените и се оно што се случува во ДУИ. Дека Зоран Заев може би стои зад Максим Димитриевски или дека има комуникација со Максим Димитриевски. Дека Зоран Заев може би стои зад резултатот на изборите, на локалните избори во Куманова, бидејќи на тој начин беше Оливер Спасовски елиминиран од можната лидерска трка во СДСМ. Значи може да правите најразлични
коалиции, може да правите најразлични шпекулации, можете да го анализирате тоа дружење на Зоран Заев и Афрем Гаши во кафаната Концепт во Струмица и сите тие работи нема да промашите ако ги ставите на купче. Меѓутоа суштината е дека тој конфликт постои, дека тој конфликт тлее и дека тој конфликт нема рок кога може да застари. Знаете, тоа се крупни играчи. Кога имате работа со крупни играчи, тие можат привремено да стават по наса или да архивират одредени конфликти, меѓутоа глобални играчи, одредени империални играчи, никогаш нема да ви заборават. Никогаш нема сметката за ручекот да остане наплатена и никош работата нема да остане незавршена. Може да биде премолчена, може да биде прекутена, меѓутоа никош нема да биде заборавена. Така што тој конфликт помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети, колку да се трудат да го минимизират, да го стават под контрола, нивните суети се толку избликнати и толку големи, што никогаш тој конфликт не може да биде трнат на страна. И второто прашање е како Димитар Ковачевски станува македонски премиер и станува лидер на СДСМ. Веќе знаете кога станува збор за Христијан Мицкоски, тука работите се веќе доволно јасни. Христијан Мицкоски беше генерален директор на ЕЛЕМ, односно на Електрото стопанство на Република Македонија, и 6 месеци пред да биде избран на конгресот во Валандово, тој станува генерален секретар на ВМРО ДПМН. Всушност му беше даден грејс период во трајање од 6 месеци да ги посети сите општински комитети, се запознае со членовите, се запознае со членството, да се промовира како стар ВМРО-овец и да може да му биде трасиран патот да биде избран од генерален секретар во наследник на Никола Груевски. Тоа се случува на конгресот во Валандово декември 2017 година. Меѓутоа изборот на Димитар Ковачевски беше изненадување не на годината, туку на деценијата, бидејќи ако овој со некој кран беше инсталиран на конгресот во Валандово, тогаш Димитар Ковачевски како од небо да падна на чело на СДСМ и на чело на македонската влада. Јас имав една средба пред еден месец со Зоран Заев. После 10, 11 или 12 години немање комуникација со Зоран Заев, решив да ги послушам барањата на гледачите на емисијата во Центар и да побарам интервју од Зоран Заев. И после 12 или 13 години на некомуникација, имавме средба во Струмица, каде што јас 3 или 4 сати го убедува да прифати интервју за емисијата во Центар. Бидејќи во изминатите 10, 11 или 12 години, мислам дека последното интервју беше некаде 2010 година кога му дава бурек, се слушчија безброј или милиона работи кои се многу битни за македонската јавност, дека македонската јавност и гледачите емисијата во Центар имаат право да ја знаат вистината. Не успеа во таа моја операција, не успеа во таа моја намера да го убедам Зоран Заев да даде интервју за емисијата во Центар. Се надам дека во некој нареден период, во наредните месеци или наредните години, ќе имам повеќе среќа и на крај ќе договориме некој интервју со Зоран Заев. И првото прашање кој ќе му го поставам на Зоран Заев, како го одбра Димитар Ковачевски да дојде на чело на македонската влада и да дојде на чело на СДСМ. Од информациите со кои јас располагам, не само средбата со Зоран Заев, туку од луѓе блиски на Зоран Заев, блиски на Димитар Ковачевски, блиски на Бихачка, односно на СДСМ, имало 4 претенденти да бидат наследници на Зоран Заев. Тој е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, тој е Радмила Шекеринска, тој е поранешниот генерален секретар на СДСМ Љупчо Николовски и Евенко Филипче, кој се гледаше како наследник на Зоран Заев, се до она хаварија со модуларната болница во Тетово, тоа е некаде август месец, септември 2021 година, значи еден месец пред локалните избори во Република Македонија. И дека како што Зоран Заев ги гледа работите или како што луѓето блиски на Зоран Заев ги гледа работите и му сугерирале на Зоран Заев, те 4 играчи имале сериозни шанси, сериозни намери да влезат и во лидерска трка за прв човек на СДСМ и за еден македонски премиер. И било потребно да се најде човек кој ќе биде доволно близок со сите овие 4 играчи и сите нивни структури во СДСМ и во македонската влада, во олигархиските структури во Република Македонија, за да не дојде до нивни конфликт, бидејќи тој нивни конфликт, како што велат луѓето кои се запознати со процесите, со работите, можеле да доведат до одредено раскупусување или одредено распагање на СДСМ по одредени шавови, по одредени вертикали, лоби група на Заев, лоби група на Радмила Шекеринска, лоби група на Љупчо Николовски, лоби група на Венко Филипче, лоби група на Оливер Спасовски. Единствен човек кој има коректни односи со сите овие структури, со Оливер Спасовски, со Радмила Шекеринска, со Венко Филипче и со Љупчо Николовски, Димитар Ковачевски таче. Така Димитар Ковачевски е избор на Зоран Заев да биде прв човек на СДСМ и премиер на македонската влада. Со Оливер Спасовски се знаат, бидејќи првото вработување на Оливер Спасовски во општина Куманово. Оливер Спасовски е 2 години помлад од Димитар Ковачевски. Првото вработување на Оливер Спасовски во општина Куманово, кога градоначалник на општина Куманово е таткото на Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски имал секогаш одлични релации со Радмила Шекеринска, како потекнат од младенската структура на СДСМ. Љупчо Николовски како генерален секретар
на СДСМ прв пат го носи Димитар Ковачевски во штабот на СДСМ и на негова препорака, тој станува член на извршниот одбор на СДСМ, а Ковачевски и Венко Филипче биле секогаш во добри пријателски односи. Бидејќи во добри односи со овие 4 структури кои претендирале да бидат наследник на Зоран Заев, како НЗС кој може да ги обедини овие структури, е избран Димитар Ковачевски. Така Димитар Ковачевски станува лидер на СДСМ и премиер на македонската влада. И второто прашање, односно второто подпрашање, како Миле Зечевич станува генерален секретар на СДСМ. Бидејќи Миле Зечевич и Димитар Ковачевски можеби се знаеле од СДСМ, можеби се знаеле од општинската организација на СДСМ во Карпош, можеби се знаеле од Карпош, можеби гласале или не гласале за Стефче Акимовски, можеби се бореле против или за Стефче Акимовски, меѓутоа никогаш појавно не биле во некој блиски однос или во некој блиски релација. Одеднаш Димитар Ковачевски го прифаќа или го избира Миле Зечевич да биде негов генерален секретар. Односно да му ги остави сите партиски работи на Миле Зечевич, а тој да се бави во најголем дел со водење на владата и со водење на владината коалиција. Знаете, кога ќе погледнете од страна изборот на Миле Зечевич, тој е класичен ракопис на Бранко Црвенковски. Кога начело на партијата во негово отсуство и начело на организацијата на партијата става личности кои никогаш не може да бидат во некоја кохабитација или да бидат блиски како Петел и Савок, или да бидат блиски како Дарко Панчев или Васил Рингов. Што ќе рече дека изборот на Миле Зечевич е класичен ракопис на Бранко Црвенковски. Во структурите на СДСМ тоа може да го направат само две господи, Радмила Шекеринска и Наташа Савова. Јас ви гарантирам дека целата таа операција има спроведена Наташа Савова и има спроведена операција која личи, која всушност смрди на Бранко Црвенковски. Знаете како тоа оди? 2003-2004 година Бранко Црвенковски сака да го избери Никола Ќурчиев за генерален секретар на СДСМ. Тогаш Миле Зечевич прв ја објавува својата кандидатура да биде генерален секретар на СДСМ, односно да биде генерален секретар на Бранко Црвенковски. Бидејќи тоа место му е ветено на Никола Ќурчиев, Бранко Црвенковски се пазари со Миле Зечевич, кој наместо генерален секретар на СДСМ станува генерален секретар или секретар на македонската влада. Истото сценарио е сега спроведено во СДСМ. Миле Зечевич, поттикнат од некој, читај веројатно Наташа Савова, Радмила Шекеринска или тие структури кои спроведуваат секоја сценарија на Бранко Црвенковски, прв ја најавува својата кандидатура за лидер на СДСМ. Некој му сугерира на Димитар Ковачевски дека не е добро да има конфликт, да се раздвојат гласовите, дел од гласовите да завршат кај Ковачевски, дел да завршат кај Миле Зечевич, бидејќи во тој момент Зоран Заев цврсто стои за Димитар Ковачевски, мора да биде скршен тој бетон во комуникацијата помеѓу Зоран Заев и помеѓу Димитар Ковачевски, на кого тоа му одговара нормално, на Скопското крило и на Бранко Црвенковски. Тогаш некој му сугерира на Димитар Ковачевски дека Миле Зечевич може да му прави одредени проблеми на теренот и Ковачевски одлучува и покрај противењето на Кумановската лоби група која стои зад него и ја води неговата кампања да победи да стане лидер на СДСМ, прифаќа Миле Зечевич да биде генерален секретар. Така е направена таа двојка. Тој двоец со или без кормилар, ако има кормилар, тогаш тој кормилар е Бранко Црвенковски преку овие две господи кои секојаш спроведат неговата агенда. Дали таа се нарекува или се вика Радмила Шекеринска или Наташа Савова, тоа е seедно. И сега некој може да дојде да каже дека сите овие 4 играчи кои претендирале да бидат наследници на Зоран Заев на челната функција во СДСМ во македонската влада, во изминатите 12 месеци на еден или на друг начин, значи пред изборот на Митар Ковачевски, бе елиминирани или бе ослабнети нивните позиции на политичката сцена. Радмила Шекеринска беше испратена во политичка пензија, после оние први непосредни избори за лидер на СДСМ, каде што целото членство гласа за Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев и Радмила Шекеринска во тандем како председател и заменик председател бе избрани на претходниот конгрес да ја водат СДСМ или да ја водат партијата во наредните 4 години, кога Зоран Заев беше избран на непосредно гласање, а Радмила Шекеринска остана да виси ко лампион, тогаш беше, знаете, просто невозможно Радмила Шекеринска да остане на таа функција, а Зоран Заев да биде избран на непосредно гласање на целото членство, знаете, или лидерот и заменикот го бира целото членство, или ако лидерот го бира целото членство, а заменикот остане да биде избран на конгресот на партијата, тогаш мора да се случи одредено кадровско реновирање. Тоа се случува со испраќање во политичка пензија, дали краткорочна или долгорочна политичка пензија на Радмила Шекеринска. Оливер Спасовски му се намалени политички шанси или му е намалена политичката конјунктура, политичката цена после губењето на изборите во општина Команово и победата на Максим Димитриевски. На Венко Филипче му се случува таа хаварија со модуларната болница
во Тетово, а Лјупчо Николовски како генерален секретар на СДСМ ги губи локалните избори 2021 година. И знаете, ако лидерот на партијата поднесе оставка поради губење на локалните избори, тогаш е неприфатливо или непринципиелно или незамисливо генералниот секретар кој е главен оперативец на партијата да не поднесе оставка или да не поднесе одредени политички консеквенции за губењето на изборите. Тоа се случи кога беше Ханџиски генерален секретар, тој поднесе оставка поради губење на изборите 2008 година, меѓутоа Бранко Ценековски остана и понатаму да ја води партијата и 2002 година најголемата победа на СДСМ во незината историја на 15 септември или на легендарниот 15 септември. Што ќе рече дека 4 претенденти да го наследат Зоран Заев 12 месеци пред изборот на Димитар Ковачевски беа дополнително хаварисани. Дали доброволно, дали случајно, дали намерно, дали постоеше некој ракопис, тоа ќе го покаже времето. Затоа ми е многу важно да имаме интервју со Зоран Заев, каде што сите овие прашања ќе му бидат поставени и каде што сите овие дилеми ќе бидат до крај расчистени. И сега ви јасно како функционира СДСМ, како функционира македонската влада, како одредена збирштина на остатоци од времето на Заев, мали ситни играчи или кадровски поместувања кои ги прави Димитар Ковачевски и одредени лоби групи или едно акционерско друштво кај што секоја структура има одредени удели и врз база на тие удели може да се обезбедат 51% или не може да се обезбедат 51% за функционирање на таа партија, за функционирање на СДСМ или на македонската влада. Димитар Ковачевски знае да каже дека негово единствено кадровско решение е заменик министерот за финансии Филип Николовски, кој всушност го наследува него на таа позиција кој тој заменува или унапреда на функцијата премиер на македонската влада и лидер на СДСМ. Во оној период кога беа многу флуктуирачки оние изјави и шпекулации дека ќе се менува Оливер Спасовски од функцијата прв човек на македонската полиција, имаше шпекулации дека Филип Николовски, човекот кој е веројатно единствено кадровско решение на Димитар Ковачевски, има одредени политички амбиции да го наследи Оливер Спасовски на таа функција, меѓутоа на крајот немаше ништо. Бидејќи сите овие 4 играчи кои се блиски на Димитар Ковачевски и кој всушност се причина тој да биде лидер на СДСМ и да биде начело на македонската влада, се најголем дел, или во најголем дел министри во владата на Димитар Ковачевски, тогаш беше просто невозможно да се смени Оливер Спасовски, да се смени Лјупчо Николовски од функцијата министар за земјоделие, бидејќи на тој начин ќе се нарушеше балансот во функционирање на СДСМ и функционирање на македонската влада. Затоа СДСМ во мандатот на Димитар Ковачевски минатите 15 или 16 месеци не направи драматични кадровски разврски, ниту во партијата, ниту во врвот на власта. Зошто? Бидејќи на тој начин ќе се нарушеше балансот кој е воспоставен уште декември 2021 година, јануари 2022 година, после заменувањето на Зоран Заев од премиерската и лидерска функција во СДСМ. Ако се сеќавате во последната политичка анализа, тамо некаде пред 2 или пред 3 недели, ве реков дека од политичките разврски или директорските кадровски разврски во СМ всушност ќе сватиме дали Зоран Заев и Миле Зечевиќ се одреден конфликт. Бидејќи после тоа што беше презентирано пред најтесното раководство на СДСМ, после изборот на прв човек на Агенцијата за национална безбедност, после промените во пазарниот инспекторат, во јавноста почнува да се вртат или да кружат одредени шпекулации дека Миле Зечевиќ презема власта во партијата, односно презема власта во СДСМ и дека во коалиција со албанскиот политички фактор, читај Артан Груби, Али Ахмети и партијата ДУИ, го истиснува Зоран Заев или ги истиснува луѓето на Зоран Заев и од власта и од партијата. Јас ви реков дека во зависност од тоа кој ќе го наследи Васко Ковачевски на чело на СМ, а таму го наследува Васко Стефанов, ние ќе знаеме дали Зоран Заев и Миле Зечевиќ се во конфликт или тоа е еден фингиран конфликт кој се сервира на македонската јавност. Замената Васко Стефанов, кој го заменува на таа функција Васко Ковачевски, знаете, Васко Ковачевски беше секогаш човек кој беше спротивна страна или беше во политичка конфронтација со Зоран Заев пред Зоран Заев да стане лидер на СДСМ. Односно Васко Ковачевски ваеше за човек на Зоран Јовановски и кога 2013 година 3 личности се борат за наследник на Бранко Цренковски, едниот е тогашниот потпредседател Зоран Јовановски, вториот е тогашниот потпредседател Зоран Заев и третиот е тогашниот потпредседател или поранешен генерален секретар на СДСМ Игор Ивановски Шема. Васко Ковачевски, битолското крило на Васко Ковачевски, работеа за Зоран Јовановски. Меѓутоа сега Васко Стефанов, кој доаѓа како наследник на Васко Ковачевски, секогаш важел за близок на Миле Зечевиќ и секога структурата на Васко Стефанов, која има одредени пипци контекст неготино, кој има сега одредени пипци или битни пипци, битна контрола на работењето на електроенергетскиот сектор во Република Македонија, имала исклучително блиски релации со Зоран Заев. Што ке рече дека сега Миле Зечевиќ поставува луѓе кои појавно се негови луѓе
но имаат одлични релации со Зоран Заев, што ке рече дека јас многу не верувам во конфликтот на Миле Зечевиќ и на Зоран Заев, односно можеби во изминатите 30 или 40 дена тој конфликт кој во еден период можеби бил реален, можеби се заканал да излезе надвор од контрола, сега веројатно имало една, две или неколку средби на Заев или на структура луѓе блиски на Заев и структури луѓе блиски на Миле Зечевиќ, кај што сите недоразбирања, ако постоеле такви недоразбирања, се ставени под маса и сега Миле Зечевиќ всушност се спроведува агендата на Зоран Заев, а ова вклучување на Венко Филипче во партиските или теренски активности на СДСМ, дали е тоа операцијата Црвени елици или некои други слични операции трибини низ Македонија посветени на македонското здравство, покажува дека СДСМ всушност сака да ги заштрафи односите со Зоран Заев, дека добрите односи на СДСМ со Зоран Заев се неопходни ако партијата сака да има добар резултат на претседателските и на предвремените или редовни парламентарни избори. Неколку пати ви го споменувам тој договор Заев и Мицкоски, планот на Заев, стратегијата на Заев, која подразбира СДСМ и ВМРО од 2022-2023 година до 2030 или 2031 година, да има заедничка влада, тој што ќе победи на изборите да даде функцијата премиер, тој што ќе изгуби на изборите да добие функцијата спикер на Македонското собрание и во зависност од изборните резултати партиите да бидат застапени со одреден број на министри во таа една влада. Ако резултатот не е поголем од 5 пратеници, тогаш двете партии даваат по 6 министри во едната влада. Ако резултатот е помеѓу 5 и 12 пратеници, тогаш победничката партија има 7 министри, губитничката партија има 5 министри во едната македонска влада. Ако е резултатот поголем од 12 мандати во корист на СДСМ или во корист на ВМРО-ДПМН, тогаш победничката партија има 8 министри, губитничката партија има 4 министри во едната влада. Тоа е планот на Зоран Заев. Постојат 3 средби кои ги признава Зоран Заев, меѓутоа јас имам информација дека има 4 средби, што ќе речи дека 3 средби на Зоран Заев и на Христијан Мицкоски се реализирани со посредство на луѓе од меѓународната заедница, но постои 4-та средба, која е тајна средба, која е надвор од организацијата на меѓународната заедница, каде што Христијан Мицкоски и Зоран Заев се договарале за одредени финеси како да биде формирана таа една македонска влада. Тоа е всушност планот Заев и Мицкоски, каде што Мицкоски прифаќа да биде свикан конгрес на ВМРО-ДПМН и на тој конгрес на ВМРО-ДПМН да би има конгресна резолуција, односно да има конгресна одлука дека ВМРО-ДПМН се согласува со уставни измени во Република Македонија и внесување на бугарите во уставот на Република Македонија. Со таков предлог Зоран Заев оди пред раководството на СДСМ, го презентира предлогот, реферира за тој предлог и инсистира во едната македонска влада албанците или албанските партии бидат застапени со 25%. Тоа може да биде партијата ДУИ, може да биде некоја другите партии, албански партии на албанската политичка сцена, или може да биде блок на албански партии, меѓутоа учеството на албански министри во таа влада да не биде повеќе од 25%. Тоа е суштината на тие тајни преговори на Зоран Заев и на Христијан Мицкоски. Читавте најразлични шпекулации дека тоа е во Берово, бел камен, бела вода и така натаму и така натаму. Трите средби се одржани тука во Скопје, 3 се со посредство на меѓународна заедница и има 4-та тајна средба во Скопје на која не е присутен представник на меѓународната заедница. И сега веројатно вие ќе ме прашате зошто Мицкоски би влегол во една таква космодикс комбинација или една трипер комбинација како што се говори во скопските политички кулуари, или зашто Зоран Заев или зашто Зоран Заев би влегол во правење на таква влада, која би била една конгломерат влада или една Rolling Stones влада, како што велеше на времето Љубомир Фрчковски, каде што нема да се знае кој јаде, кој пие или Наке Чулев е виновен за се. Или тие влади кои се концентрациони влади така функционираат во Република Македонија, кој нема да се знае кој е главен, кој тропа на масата, кој носи одлуки, кој косија, кој вода носи, тогаш тие влади се сечи и ничи, кога нешто сечи и ничио, како што беше собственоста или самоуправувањето во Република Македонија или во паранша СФР Југославија, тога сите го грабат, сите го крадат и никој не го чувствува како свое. Христијан Мицкоски, ако го слушате неговите изјави, ако ги читате анкетите кои ги презентира ВМРО-ДПМН во нивните медиуми или под контрола нивните медиуми, тогаш изгледа дека ВМРО-ДПМН ќе се прошета на следните избори, дали се редовни или се вонредни парламентарни избори. Тогаш нели со право би се го оставиле прашањето зошто некој кој ќе се прошета на изборите, кој само што не дошол на власт во Република Македонија, би правел на таква космодис коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, шашавано функционира и да ја дели власта со својот политички непријател, а тоа е СДСМ. Бидејќи на овој начин Христијан Мицкоски решава два клучни проблеми. Прво е проблемот на Никола Груевски и страва дека Никола Груевски може да му направи одредени проблеми внатре во ВМРО-ДПМН, да му направи пуч, да ја загрузи неговата лидерска
позиција или неговата фотелија, да направи одредени конфликти кои може да излезат надвор од контрола, како второ да му ги реши двата проблеми. Кои се клучни проблеми? Едниот проблем со меѓународна заедница, односно некомуникацијата со меѓународната заедница или лошата комуникација со меѓународната заедница, бидејќи Христијан Мицковски изминатите 5 или 6 години е на контрстрана во однос на сите проекти кои меѓународната заедница ги спроведува и ги реализира тука во Република Македонија. И вториот проблем е тоа немање на албански коалиционен партнер, бидејќи после ова што сега го прави Христијан Мицковски, барањето хрватскиот устав да биде модел како да се решат уставните измени во Република Македонија, каде што во уставот било напишано дека Македонија е држава на македонскиот народ и на сите малцинства или народности или националности кои живеат во Република Македонија, тогаш не постои ниту една релевантна албанска политичка партија која би коалицирала со Христијан Мицковски. Тоа значи дека со проектот или со предлогот или со стратегијата, планот Заев Мицковски, Мицковски би решил три проблеми: Никола Груевски, меѓународната заедница и албанскиот политички фактор. Каде е мотивот на Зоран Заев да влезе во едно вакво космодиск правење на владина коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН? Зоран Заев има потреба да стане неопходен на меѓународната заедница. И тука се поставува клучно прашањето кога Зоран Заев престанува да биде неопходен на меѓународната заедница и можеби е пуштен изводен на македонската политичка сцена. Ајде да се обидеме да одговориме тоа клучно прашање кога Зоран Заев станува да не биде неопходен на меѓународната заедница. Веднаш после француското вето, тоа е некаде ноември-декември 2019 година, кога е првото вето за прием или започнување на преговорите помеѓу Македонија и Европската унија, Зоран Заев сакаше да го спроведи истото сценарио кој го направи после оставката кога заминува челната функција на СДСМ и на македонската влада и го избира Димитар Ковачевски да биде негов наследник на чело на СДСМ и на премиерската функција во македонската влада. Значи веднаш после француското вето, Зоран Заев сака да си поднесе оставка на лидерската позиција во СДСМ и на премиерската функција во македонската влада, да биде избран негов наследник на чело на СДСМ и на чело на македонската влада и после долги убедувања од неговите најблиски политички соработници, Зоран Заев се откажува од таа идеја, тој да поднесе оставка на премиерската и на лидерската функција, туку да поднесе оставка целата влада и да се оди на предвремени избори во Република Македонија. Тие избори треба да се случат пред почнување на короната, поради короната изборите кои се закажани во април се пролонгирани за 15 јули 2020 година и благодарејќи на короната Зоран Заев тесно но победува на тие избори. Бидејќи ако тие избори се случат 3 или 4 месеци претходно, тогаш веројатно поголеми беа шансите СДСМ да ги изгуби отколку да ги добие изборите. Во тие 4 месеци на некој начин успева Зоран Заев и СДСМ да се организираат или да се реорганизираат, меѓутоа во тие 4 месеци се организира или се реорганизира Али Ахмети и партијата ДУИ и поради тоа реорганизирање или благодарејќи на тоа реорганизирање ДУИ оди со кампањата Албанец за премиер и всушност главната битка на тие избори помеѓу ДУИ и СДСМ, односно Зоран Заев и Али Ахмети и со концептот или со стратегијата Албанец за премиер, Али Ахмети успева да се спаси од заминување во политичка пензија, а неговото заминување во политичка пензија најверојатно ќе значеше реприза на сценариото кое Кадри Весели и Хашим Тачи го има во политичките разврски во Косово. Тогаш Зоран Заев станува разочаран од меѓународната заедница, поднесува оставка, односно сака да поднесе оставка, го убедуваат и не поднесува оставка, оди на предвремени избори, ги добива тие избори, формира влада со ДУИ со Али Ахмети, не е влада каква што тој сака да формира и следува бугарското вето. И веднаш после бугарското вето, првото па второто бугарско вето, тој го реализира тоа што го има замислено ноември-декември 2019 година, односно некаде ноември-декември 2021 година, значи 2 години подоцна, после губењето на локалните избори, Зоран Заев го реализира тоа што 2 години претходно сакаше да го направи, не го убедија да не го прави. Се повлече од челната функција на СДСМ, се повлече од лидерската или премиерската позиција во македонската влада, и на негово место доаѓа Димитар Ковачевски. Всушност во тие 2 години Зоран Заев помалку или малку помалку станува не толку неопходен на меѓународната заедница. Меѓународната заедница, знаете, кога вие еднаш ќе направите одредена работа, тога се големи шансите и повтор пат да ја репрезирате таа работа, меѓународната заедница почнува да бара наследници на Зоран Заев. Всушност Зоран Заев веќе не е толку неопходен на меѓународната заедница. Со овој предлог или со овие тајни преговори со посредство на луѓе на меѓународната заедница со Христијан Мицковски, Зоран Заев всушност сака повторно да стане неопходен на меѓународната заедница. И сега доаѓаме до клучните работи каде Зоран Заев можеби сваќа меѓу редови дека и понатаму не е неопходен на меѓународната заедница. Тоа е изборот на прв човек на Агенцијата за национална безбедност и тоа не е толку битна разврска
во политичките кулуари или во политичките разврски во Република Македонија, клучната порака, можеби клучната порака, јас така отстрана ги гледам работите, е изборот на наследник на Вилма Русковска, Ислам Абази. Всушност изборот на Ислам Абази е најголемиот во наводници политички пораз на Зоран Заев после неговата абдикација од челната позиција на македонската влада и челната позиција на СДСМ. Кога веќе кажуваме да и кажеме работите до крај. Кога Зоран Заев всушност се добива клучната порака дека не е толку неопходен на меѓународната заедница. Нели сите ка речат дека Зоран Заев лобираше околу изборот на еден прв човек на Агенцијата за национална безбедност, тоа да не биде Зарко Милошевски како наследник на Виктор Димовски, дека други кадровски решенија беа многу поблиски и беа многу поприфатливи за Зоран Заев, меѓутоа мислам дека клучната порака е околу наследникот на Вилма Русковска, кој ќе биде прв човек на обвинителството за борба против организираниот криминал. Едмонд Незири. Ете, во еден временски период, јавна тајна е дека Калето, Американската амбасада или Американската администрација во Република Македонија лобира на терен Едмонд Незири да биде наследник на Вилма Русковска, што е дополнително или што уште поинтересно, и Зоран Заев и целата негова логистика, структура во судството и во обвинителството работи на изборот Едмонд Незири да биде наследник на Вилма Русковска. Кога тие сигнали дека структурите на Зоран Заев грчевито се борат Едмонд Незири да биде наследник на Русковска, достигнува до Калето, односно стигнува до Американската администрација или до Американската амбасада, тоа што американците се повлекуваат од трката. Тогаш е пуштен низ вода Едмонд Незири, кој губи само со 2 гласа разлика, односно е поразен од Ислам Абази. Така Ислам Абази станува прв човек на обвинителството за борба против организираниот криминал или наследник на Вилма Русковска. Без разлика што постоел одреден джентлменски договор на Димитар Ковачевски, Али Ахмети, на Миле Зечевич, Артан Груби, на ДУИ и на СДСМ, таа функција наследник на Вилма Русковска да им припадни на ДУИ, односно на човек близок на ДУИ, а за возврат првиот човек на Основен суд 1 во Скопје и првиот човек на Основен суд број 2 во Скопје да им припадни на СДСМ, меѓутоа клучниот пресвр се случува во моментот кога Калето и Американската амбасада добиваат информација од теренот дека луѓе на Зоран Заев, односно сите луѓе на Зоран Заев, на терен работат Едмонд Незири да биде избран како наследник на Вилма Русковска. Иако на некого треба да биде љут или да биде незадоволен Зоран Заев, тоа може биде Ковачевски, тоа може биде Али Ахмети, тоа може биде Миле Зечевич, меѓутоа клучниот играч на Зоран Заев, а тоа е Лилја Стефанова на Македонскиот исток, во судските и обвинителските структури на Македонскиот исток, активно во изборната кампања не работи за Едмонд Незири, туку работи за Ислам Абази. Некаде пред 2 или 3 недели најтесно раководство на СДСМ има одредена работна средба во Охрид, мислам дека тоа е некаде пред Великден, кога им се презентирани одредени информации или одредено истражување на најното мислење од страна на нови израелски медиумски експерти кои работеа за Александар Вучич, сега веројатно работеа за СДСМ и за македонската влада. И таму има 2 или 3 пикантности кои всушност може да ви фрлат поинаква светлина на политичките разврски во Република Македонија. На прашањето кој е најголем проблем или кој е најголем проблем за македонските граѓани или кој проблем македонските граѓани го сметат како најзначаен, најголем, кој најтешко може да биде решен, и тоа е, знаете, по слободен избор. Тамо нема прашање од типот што вие мислите за цените, или што вие мислите за Димитар Апасиев, или што вие мислите за Васко Ефтов. Туку прашањето гласи кој е најголемиот проблем за македонските граѓани. На првите 2 места, односно на првите 3 места се платите и пензиите, се цените, тамо некаде на 3-то место е вработеноста, односно корупцијата, и дури на 8-то место се уставните измени и внесување или не внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија, односно францускиот предлог или бугарскиот предлог. Всушност тоа покажува дека тие тешки национални теми, поради кои се излегува на улица, поради кои се протестира и каде што ВМРО-ДПМН ја акцентира, ја става најголемата партиска енергија, се наоѓа дури на 8-то место на приоритети на македонските граѓани. На прво место се плати и пензии, на второ место се цени и евентуално вработување. Меѓутоа, знаете, имаме градови во Македонија, колку да тоа звучи смешно, колку околу тоа да се прават одредени вицови. Имате градови во Македонија кај што нема работна сила и кога вице-премиерот Битичи ќе ви каже дека е потребно да се увезува работна сила и ние сите околу тоа правиме одредени вицови, секој кој се разбира во економија ќе ви рече да, има градови во Македонија каде што навистина нема работна сила, бидејќи луѓето кои се во работно способна возраст или отидоа да работат во Хрватска, во некој пицери, во некој кафан или отидоа да работат во Германија. И вие не може да најдете мајстор или не може да најдете работна сила која ви е неопходна ако влезете во еден процес на инвестиција. Ако бугарското прашање е на 8-то место, тогаш се постава прашањето како на следните избори ви се водела политичката кампања. Одредени анализи кои се направени
закони кои се презентирани пред рководството на СДСМ покажува дека европскиот концепт во Република Македонија, тоа не значи СДСМ, тоа не значи ДУИ, веламе европскиот концепт кој го презентират СДСМ, ДУИ, албанските политички партии, така натаму и така натаму, за 12% во водство, против не е европскиот концепт во Република Македонија. И сега нели е прашањето кој е европски, кој е неевропски концепт. Како што сега стојат работите, таа поделба е левица, ВМРО-ДПМН или структури на ВМРО-ДПМН. На една страна СДСМ, ДУИ, албанските партии, на друга страна. Оно што некаде 60-40%. Знаете што е најинтересно? Незадоволството кај македонските граѓани, кај македонските гласачи е многу помало од незадоволството кај албанските гласачи. Тоа се нови пикантни моменти. Тоа веќе ни дава една сосема друга светлина, ни фрла една сосема друга светлина зошто е нервозата кај ДУИ, бидејќи ако незадоволството кај албанските гласачи е многу поголемо од незадоволството кај македонските гласачи, можеби на тој начин ние можеме да го објасниме тоа нервозно однесување на ДУИ. Артан Груби, Бујр Османи, Албанец за премиер, говорење на албански, на македонски јазик и така натаму и така натаму. Односно дека штетата која огнените момци ја прават на рейтингот и на структурата на ДУИ на терен, всушност на ДУИ им прави многу поголеми проблеми во споредба со Максим Димитриевски или штетата која Максим Димитриевски ја прави на СДСМ. И двете политички партии кои може да бидат стожери на едната политичка европска коалиција, дали за председателски или за редовни или вонредни парламентарни избори, треба да ги реши тие два проблеми. СДСМ да работи на решавање на проблемот со Максим Димитриевски, а ДУИ да работи на решавање на проблемот со огнените момци. Максим Димитриевски не е формирање на политичка партија, огнените момци се, како да речеме, се тотално исфрлени на периферија од политичките случувања во партијата ДУИ и од македонската влада, и сега СДСМ и ДУИ всушност треба да влезат во процес на намалување на штетата која може да им го да ја предизвикат и Максим Димитриевски и огнените момци на македонската политичка сцена. Знаете, почитувани гледачи, долго време се го постава прашањето зошто министрите на ДУИ има таква потреба да манифестираат таква супериорност и во однос на македонската јавност, и во однос на коалициониот партнер или на главната политичка партија во македонската влада, тоа е СДСМ, министрите од СДСМ, Димитар Ковачевски, така натаму. Дали ДУИ се толку мокни, а СДСМ се толку слаби? Дали тоа беше прашањето кое ние постојано си го поставувавме? Сега овие анализи или ова истражување на јавното мислење кое израелските експерти ги презентираат пред СДСМ, а дел од тие информации доаѓаат и до мене, покажува дека незадоволството кај албанците е многу поголемо во споредба со незадоволството кај македонците. Што ќе рече дека сега позицијата на ДУИ и на Али Ахмети во македонската влада е многу послабо од тоа што ние претпоставувавме. Дека целото ова манифестирање на една супремација на МОК, на Али Ахмети и на ДУИ всушност потекнува од стравот дека огнените момци им прават многу поголема штета на ДУИ, на Али Ахмети на терен во споредба со Максим Димитриевски. Максим Димитриевски имаше еден период кога постоја некои тајни кокетирања помеѓу него и СДСМ. Во последните 2 или 3 недели беше пласирана одредена шпекулација дека поранешниот министар за надворешни работи Никола Димитров би можел заедно со Максим Димитриевски да направи одредена политичка партија која би имала одредени шанси да добие неколку пратеници на следните редовни или предвремени парламентарни избори. Меѓутоа тоа се двата блока, блок под контрола на огнените момци, блокот под контрола на Максим Димитриевски, во двете големи стожерни партии на едната европска коалиција, ќе треба да ги решат тие проблеми како што сега стојат работите, многу потешко ќе им биде на ДУИ и на Али Ахмети по споредба со СДСМ и Димитар Ковачевски во однос на Максим Димитриевски. Знаете, на крајот ќе се формира некој кумановски триаголник каде што е Оливер Спасовски, каде што е Максим Димитриевски, каде што е Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски кој би сакал да биде премиер на македонската влада и лидер на СДСМ, Оливер Спасовски кој би сакал да биде председател на државата и Максим Димитриевски, тие негови 3-4-5, можеби неколку пратеници кои може да бидат клучни за формирање на идната македонска влада. Клучните политички разврски на македонската политичка сцена ќе се случат до почетокот на јули и некаде до крајот на јули, односно почетокот на годишните одмори. А секоја сезоната на годишни одмори е после 2 август, оној митинг или оној настап на Мечкин камен на Крушева, кога се праќаат сите можни политички пораки. Таму, значи, некаде до крајот на јули треба да завршат сите политички разврски, барем така сега стојат работите, поврзани со уставните измени во Република Македонија. Меѓународната заедница ќе влезе во процес или во двоен процес. ВМРО-ДПМН целосно да гласа за уставните измени или да се влезе во одреден процес на раскупусување или на разделување на таа партија барем на 2 дела. Меѓутоа за тоа што ќе се случи во ВМРО-ДПМН ние ќе анализираме во недела во 22 часот. СДСМ ќе игра на таа карта.
ке игра на картата поделба во врвот на ВМРО-ДПМН. Сега веќе нема да се прифати онаа варијанта да се излечат 8 пратеници, тие 8 пратеници да гласат за уставните измени. Бидејќи тоа е губитничка карта и за СДСМ, тоа е губитничка карта за идната владина коалиција. Сега или целото ВМРО топ тан ќе гласа за уставните измени, или ќе се случи драматично кршење или драматична поделба на ВМРО-ДПМН на две политички партии. Тоа се анализите кои ги прават во власта, како што сега стојат работите. Што ќе рече дека власта сега ќе игра или на картата Мицкоски или на картата Никола Груевски. Во зависност од тоа која карта ќе биде избрана, ќе се влезе во процес топ-тан ВМРО-ДПМН да гласа за уставните измени или ВМРО-ДПМН да се подели и така поделен да гласа за европска перспектива на Република Македонија или да гласа за европска изолација на Република Македонија. Своите најголеми пребрежја СДСМ ќе ги има околу изборот на иден председателски кандидат. Дали тоа ќе биде Стео Пендаровски, огромен дел на партијата повеќе не прифаќа Стео Пендаровски да биде нивни председателски кандидат, бидејќи не само што се разочарани од однесувањето на Стео Пендаровски, туку постои еден драматичен сомнеж во политичките и психолошки капацитети Стео Пендаровски да го обавува мандатот председател на Република Македонија или да го добие вториот мандат шеф на државата или татко на македонската нација. Тамо веќе Оливер Спасовски покажа одредени политички, односно председателски амбиции и во зависност како ќе бидат регулирани тие суети помеѓу Оливер Спасовски и Димитар Ковачевски, ќе зависи кој ќе биде кандидат на СДСМ на председателските избори. Знаете, постојано таа кумановска линија или тој двоец со или без Кормилар, каде што Кормилар е таткото на Димитар Ковачевски или македонскиот премиер, може да направи одредена кохабитација или одреден раздор помеѓу Ковачевски и помеѓу Оливер Спасовски. Радмила Четеринско исто така има одредени председателски амбиции, Зоран Заев има председателски амбиции, Венко Филипчи има одредени председателски амбиции и тамо во тој круг од 4 или 5 луѓе всушност ќе зависи како СДСМ ќе ги реши или ќе ги захефта сите лоби групации кои функционираат внатре на Бихачка. Во зависност од тоа како подобро или полошо ќе се захефтат тие проблеми, тие амбиции, политички апетити, кој да биде председателски кандидат, кој да биде лидер на СДСМ, кој да биде премиер на македонската влада, кој да има повеќе или помалку министри во идната влада или кој СДСМ ќе оди во опозиција, ќе биде или во најголем илка зависи резултатот на СДСМ на стените председателски редовни или вонредни парламентарни избори. Знаете што е проблем на СДСМ? Вие да имате најголемата инвестиција во историјата на независна Македонија или убедливо најголемата инвестиција во последните 30 години, а тоа е изградбата на автопатиштата, 110 км автопатишта кои вредат некој до 1,3 милиарди долари. Бехтел и Енка го градат тој проект или застануваат за тој проект и вие да им дозволувате на ВМРО-ДПМН, иако имате најголемата инвестиција во историјата на независна Македонија. Тоа не е отварање не на чешма, тоа не е отварање на некој кокошарник, некој тениско игралиште, некој тениско теренче или теренче за кошарка кој што правеше Никола Груевски, туку тоа е инвестиција вредна 1,3 милиарди долари. 110 км автопат, каде што коридорот 10 и коридорот 8 се спојуваат во Република Македонија. Не сме слепо од црево, туку сме крстосница. И СДСМ да има еден таков најголем проект во историјата на Република Македонија, и да им дозволуваат секој ден на опозицијата на ВМРО-ДПМН да им шутират пенал на празен гол, тогаш некој треба да се го постави прашањето што прават овие луѓе. Да има таква поддршка на меѓународна заедница. Знаете, кога кинезите сакат повторно се вратат на сцена, кога имаме таква халабука околу тоа како американците, Бехтел, Енка ќе оградат автопатот или ќе градат автопатиштата. И на некој начин се настојува да се рехабилитира кинескиот проект на изградба на автопатишта во Република Македонија, што би возможило на Кина враќање на голема врата во Република Македонија, доаѓа ова инвестиција тешка 205 милиони евра и долари, која треба да биде отворена во Тирзовите, Јован Деспотовски замена во Тајван, тоа е тајванска инвестиција, што ќе речи во моментот кога кинезите сакаат да се вратат на голема сцена во Македонија, американците всушност излобираат од позадина тајванска инвестиција дојде во Република Македонија. Кога ќе имаме тајванска инвестиција, чите дека стана збор за американски стратешки интереси. Бидејќи американските стратешки интереси во најголем дел се реализираат или преку Јужна Кореја или преку Тајван, бидејќи тоа се двете држави кои во најголем дел повеќе од 70 или 80% ги произведуваат проводниците кои се користат во сите овие софистицирани ракети, софистицирани вооружени системи,
Во војната во Украина во најголем дел се користат такви системи. Тие системи работат на полупроводници и на чипови кои се произведат во Јужна Кореја или во Тајван. Кога тајванска инвестиција ќе дојде во Република Македонија, тогаш читате дека тоа е американски ракопис. И кога имате таква меѓународна поддршка, кога имате најголема инвестиција во историјата на Македонија последните 30 години, тешка 1,3 милијарди долари, и ви дозволувате левици во МРДПМН секој ден да ви шутират пенал на празен гол, тога СДСМ треба да си го постави прашањето по ќе волите како го трошат времето и кои кадри ги имате инкорпорирано да ги водат сите тие процеси и не само да ги водат сите тие процеси, туку тие процеси да ги објаснат и да ги презентират на македонската јавност. Знаете, почитувани гледачи, ако трите клучни приоритети на македонските граѓани се плати пензии, цени и борба против криминалот и корупцијата, гледате како сите овие структури под контрола на ВМРО-ДПМН, ДГАО новинари, одредени инфлуенсерки, целиот акцент на своето политичко, односно медиумско делување го насочат против Калето и Американската амбасада и то мора да доживе одредено кршчендо. Знаете, пораката која ви ја праќат преку социјалните медиуми дека од кога дојде новата амбасадорка на Америка во Република Македонија, наместо борба против криминалот и корупцијата, доаѓа до експлозија на криминалот и на корупцијата. Тоа ВМРО-ДПМН го прави изминатите 15 или 16 години, едно време тоа го ставија под маса и сега повторно експлодираше. На крајот на денот тоа мора да предизвика конфликт. Тој конфликт кој ВМРО-ДПМН го имаше со Джейс Бејли, со Филип Рикер или со Пол Волерс, сега ќе мора да експлодира во однос на Американската амбасада. Меѓутоа тоа ќе анализираме во недела во 22 часот. Трите клучни работи кои сега се приоритети на македонските граѓани, тоа се плати и пензии, тоа се цени, тоа е борба против корупцијата и криминалот. Димитар Ковачевски треба да покаже дека не само стипендист на Харвард, не само што ги поминал сите тие тешки економски школи, туку е капацитетен да ги реши тие економски проблеми. И како што тоа го направи со струјата, со парното или со снабденоста на македонските продавници, сега треба да го направи и во однос на плати, на пензии, на борба против криминалот и корупцијата и контрола на цените или на инфлацијата во Република Македонија. Односно да ги убеди македонските граѓани дека тоа што пошторот им го носи на 1 или на 5 во месецот, со тие пари може да купат многу повеќе производи во споредба со пред 2, 3, 4 или 5 години или во времето на Никола Груевски. Ако тоа успее да го направи Димитар Ковачевски, ќе победи на следните избори. Ако не успее да го направи, нема да победи на следните избори. Меѓутоа, ако тоа успее да го врзи со европската перспектива на Република Македонија, дека постои знак на еднаквост помеѓу плати, цени, пензии и борба против корупцијата и криминалот со европската агенда на Република Македонија, тогаш Димитар Ковачевски има големи шанси да победи на изборите. Ако тоа не успее да го направи, тогаш шансите на Христијан Мицковски, какви и да се во моментот, ќе почнат да растат на македонската политичка берза. Сума сумарум, има 4 можни разврски на македонската политичка сцена кога станува збор за левицата, односно станува збор за СДСМ. Добро, има туку одредени финеси, Миле Зечеви, Зоран Заев, Бранко Цренковски, така натаму и така натаму. Меѓутоа, според мене има 4 магистрални разврски. Димитар Ковачевски да покаже дека е македонска верзија на Кирил Петков или на Јаков Мелатовиќ од Црна Гора, стипендист на Харвард, кој успева да ја задржи власта во Република Македонија. Бојан Маричич да биде македонска верзија на Пленковиќ во Хрватска, човек кој е близок со Европската унија, да биде донесен во Република Македонија и да биде донесен на чело на македонската влада. Оливер Спасовски да биде тоа средно решение кој треба да ги поврзи двете СДСМ-а. Едното на Бранко Цренковски, второто на Зоран Заев, дали на функцијата председател на државата или на функцијата прв човек на СДСМ или на македонската влада. И тоа е Пјеро Костадинов, градоначалникот на Валандово, која совлада својата малодушност за 5 или за 10 години, според мене има најсериозни шанси да биде еден лидер на СДСМ. Тоа се 4 политички разврски, велам има и многу други подваријанти на тие политички разврски, меѓутоа сега Димитар Ковачевски сите работи ги држи во своји раце. Од него ќе зависи дали ќе биде Кирил Петков и ќе биде Јаков Милатовиќ или можеби ќе заврши како Зоран Заев пуштен из вода од меѓународната заедница. Знаете зашто ви го кажам ова? Бидејќи Димитар Ковачевски не сме да си дозволи реприза на украинската шанса. Кога Дритана Базовиќ и Еди Рама отидоа и имаа средба со Володимир Зеленски во Киев, односно во Украина, тогаш беше планирано и Димитар Ковачевски заедно со нив да ја посети Украина. Некаде пред 2 месеци имаше најава, бе информирани македонските новинари,
беа обезбедени новинарски екипи кои требаше заедно со Димитар Ковачевски да одат во официјална посета или во работна посета на Зеленски на Украина, и тоа не се случи, знаете. Кога еднаш ќе ви биде дадена шанса од меѓународната заедница, вие треба таа шанса грчевито да ја фатите, да се борите за таа шанса. Ако вие таа шанса не ја искористите, тогаш ќе најдат друго дете. Тоа е всушност пораката на целата оваа емисија. Целата оваа емисија која всушност ви објаснува како СДСМ поминува низ одредени премијажи, одредени перипетии, и дали вие ќе искористите или нема да искористите шансата која ви центрира меѓународната заедница, тоа зависи само од вас. Во моментот Димитар Ковачевски има карт баланш поддршката на меѓународната заедница. Меѓутоа имаше и Мило Џукановиќ. Од вас зависи како и дали ќе искористите. Ако знаете да играте шах, ќе искористите. Ако знаете да играте на лутиче човече, тога се многу помали шансите да искористите таа шанса. Ова беше нашата политичка анализа. Од сите овие играчи кои ги спомнав, Ковачевски, Зечевиќ, Заев, Бранко Црвенковски, Бојан Маричич, Перо Костадинов и така натаму, има уште една личност која се исклучително цена во македонската левица или во македонската влада, или во структурите блиски на Бихачка, односно на СДСМ. Тоа е Андри Петров, поранешниот генерален секретар. И мислам дека ако Андри Петров, заедно со Ристо Пенов, беа министри во владата на Димитар Ковачевски, ке беа како Марадона и Пеле. Ке отскокнува заедно со Оливер Спасовски, со Бојан Маричич, со својот капацитет да влечат одредени процеси. Замислите, на место на Славица Грковска да беше Андри Петров. Или на место на сегашната министерка за животна средина да беше Андри Петров. Или на местото на сегашниот министер за здравство да беше Андри Петров. Или тоа што го прави Ристо Пенов. Гледате како Ристо Пенов внесе одредена сталоженост во функционирањето на македонската влада. Гледате на онаа средба со Джеймс Рубин кој дојде тука во Скопје, каде што се разговараше за лажните вести во регионот и како Македонија да се справи со лажните вести, лево од Димитар Ковачевски беше Ристо Пенов. И сега замислите Андри Петров, малце бела коса, соработка со Бранко Црвенковски, учење или крадење на финте од Бранко Црвенковски, Ристо Пенов и Андри Петров да се дел на македонската влада. Тоа ќе беше драматично една поинаква влада или начин на функционирање во Република Македонија. Тоа оно што сака да ви окажам за СДС, мислам дека многу ексклузивни работи, што се случувало или што ќе се случи во СДС се презентира на оваа емисија. Кој се допадна оваа емисија, ново дружење недела 22 часот на тема Планот на Белата палата. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде да си.